Продолжуваме со разговорот и нашите гости во студиото. За време на рекламите се освеживме со производите од Стокомак. Веруваме дека вие уживате во вашето утринско кафе или пак чај или оној напиток кој што го милувате да го правите наутро заедно со нас. Во овој дел ќе им поделиме прашања, да видиме како ќе ни одговорат, сами ќе си ги излечат, а ќе ги погледнеме и фотографиите, па ќе ги прокоментираме со збор 2. Тука имаме во овој сад прашања кои што треба да ги излечите. Еве ќе започнеме од тебе, Сања. Прашањата не се ништо страшно. Утрински. Да, вака како знаем дека ќе имам професори. Ќе бидам водител. Сега јас сум професорка за вас ова утро, професори. Петар, какво прашање ми се пада на вам? Како извлековте? Интересна случка која никогаш не ја заборавате. Може би... Сега да се менуваме. Ја во моментов имам брейнсторминг на случки, не можам да се фокусирам на една. Па нешто ете на прво што ви паѓа на ум. Убава, нелагодна ситуација, нешто што... Па не, би сакал се потсеќам највеќе на убавите. Така. Нелагодните... Треба да се забораваат. Да се забораваат, да. Јас сум за таа опција. Така, за позитивно. Животот е прекраток за да нешто се расправаме. Да одиме во негација, подобро е со позитивно. Па што знам... Интересна случка, која да издвојам сега? Може... колегите нешто Ајде, добро. Па ја да селектирам нешто? Да. Сања, кој прашање на тебе ти се падна? Вака, кој е вашето омилено место во Македонија? Ете така. Може би каде што се снимило некој бав спот или пак лично каде што сакаш да патуваш низ Македонија кога Па имаш јас прилика? вака ќе речам, мене омилено место во Македонија ми е Мелечевијата, затоа што од мајка ми од страната има малце потекло од таму, село Негрево. Убаво. Исто познато по националниот парк, кој што потпаѓа под Пехчево. И таму често знам да отидам, да се одморам, да седам и по цела недела. Едноставно ми прави многу кеф и ми одмара психата. Така, да бидеш, што се вежеш, да се споиш со природата и да го слушаш звукот на природата. Точно, на птиците, на животните, мирисот е нешто, не можам да го опишам. Особено сега во пролета, Да, преубаво место кај што најчесто одам со фамилијата и таму се седам. Има тие шумски јаготки, капини, све има. шипки. Значи буквално се има. Чаевите мајчине секакви чаеви има, не. да, со мајка ми секогаш ги чекаме, ги береме и така. Така? Да. Што убаво така. И Преубаво, по дома си имате свој да. домашни чаи. Се е природно, како едноставно изолирано од секојдневието. Да, Нешто од модерниот свет. Да, Да, убаво. Професор Акира? Да, јас изгледа дека го извадив прашањето кој што беше наменето за мене, кој што вика кој е вашето омилен македонски сликар? Да. Случајно. Тоа беше така, нели? Веќе тоа самите си го изликоте. Да, тоа така некако ми се погоди. Па на мене Ништо не е случајно, гледате тоа. Да, па видите како историчен уметност Мартиновски не е главниот. Меѓутоа јас тука морам да признам дека татко ми е еден од тие кои што секогаш ми било погодено на како изгледа. Јас дали вие сликате? Не, само со фотографија се бавев едно време, малку повеќе. А што се однесува до татко ми, јас дури бев построг во мојот суд, во мојот професионален суд кон неговата уметност, баш затоа што сакав луѓето што го читаат тој текст или кои што говорат со мене, да сватат дека јас сум објективен во мојот суд. Инаку тоа е едно така исклучително талентирано дете кое што и технички многу добро подкован. А и ликовниот израз ме некако беше близок до мојата идеја за тоа како треба да изгледа модерната и современата уметност. Така, корените си го прават своето. Да, корените си го прават своето. Да, баш ме драго што на вашите одговори, дали Петар? Да. Прво што ми падна на памет е едно семејно патување. Тоаш купивме пресно Алфа Ромео и решивме да се возиме низ Италија. И јас онака имам една маа брзо возам, и јас сериозен возам. И најнаш извикувам малата, беше ќерката мала 5 години, синот уште беше роден.
и мајка ме укорува вака со поглед зашто ќе ме вознемери во возењето и таа вика тато погледни овци во гужва. За стадо овци. Да. И поентата ми е на тоа дека од неа имаме запишан речник од преку 100 збора, пример за штиква ногална. За сите типови на термини таа имаше уникатен збор кој самата го произведуваше. И така е нешто кое најмногу ме засмеало е кога ги употребуваше тие зборови. Така тоа ме потсети вака на убаво. од подалечното минато, кога сме биле послободни, порелаксирани, кога сме биле редовно насмеани. Така, добро, супер. Ви благодараме што ја споделите таа убава интересна случка. Да ги замолам моите колеги, да ги замолам моите колеги од Ришија да ги споделиме фотографиите од Сања. Еве Сања во поинакво издание, да не си на сцена. Да, а ова ми се слики од патување. Овде сум во Центарот за жирафи во Најроби. Едно прекрасно искуство, дружење со нови познанства, нови луѓе. И така ми е омилена слика од патувањето. Така, да. Ете, различно нешто да те видат граѓаните и надвор од сцената. Ова ми е онака лабавко нешто од последната фотосесија. Кажа дека подготвуваш нови песни, нови проекти. Едно време те немаше што се однесува до музиката, но ете. Последно ми беше македонската, еве сега како што најавив, нели, последните две нови што ги спремам. Се надевам дека ќе имам и нова фотосесија, ќе имам нови видеозаписи. Тоа е постојано потребно, особено во твојата професија. Да. Ова е, морам да кажам дека и од сама си ја сработев сликата, фотосесијата, заедно со пријателите кои што ме спрема. Ова е едно преубаво место во Африка, островот Ламу, кај што ми остави многу голем впечаток. Два пати бев во Африка, Танзанија и Кенија. Ова е во Кенија и преубав остров. Така, убаво искуство. Гледаме и зашто викате дека преубав. Зашто, да. Ова од една од поубавите плажи во Кенија, Диани Бич. Еве така. Дали Африка е Африка или еве ти имаш убаво искуство? Па Африка е нешто посебно, многу е екстремно различно од Европа. Многу екстремни работи има, од најсиромашно до најбогато, буквално од луѓе кои што немат вистина како да преживеат, до кај што бевме во кафичи со роботи служење, со најнова технологија, значи преголеми разлики. Ова ми е така омилена слика, овде бев многу исплашена за тоа што си викам леле како ќе стигнеме ние со ова мало авионче до таму, до сафарито кај што бевме. Меѓутоа, еве супер поминав. Викам ај барем да се сликам да ми остане спомен. Да. Значи беше на сафари. По тоа ја памтам сликата по возењето од ова. Стварно трчаат околу тебе лавови тигрови. Да, буквално па не дај Боже да се спомне дека некаде некој има видео на лав. Па тоа сите, па неколку 20-30 джипови се моментално таму во сафарито, па тоа сите наеднаш почнат со не знам каква брзина на возење трчат да го видат лавот. Леле са. Да, па не случајно е крал на животните, така, еве го лавот. Па еве, ова е лавица. Да. Ова се од сафарито, бев и во Танзанија на сафари, бев и во Кенија на сафари. А таа ве игнорира, види. Да. Сега досадни се више овие само не знаеш како многу многу се мирни. Чак имав искуство со джиповите, намерно ги провоцират за да изреагираат они, да. Навикнати се викат досадни се, вие само не зјапат. Ова ми е омилена слика за тоа што водичот ни рече и вика сега ќе идеме вика на островот, вика на Бил Гейтс. Викам добро. Меѓутоа вика таму нема пристап. Ова е островот на Бил Гейтс. Да, се гледа само оддалек. Нема пристап, јас викам да се сликам однапред. Плитко можеш да отидеш. Да испливаш? Не можеш да пливаш. Да, ова се масаите. Нели така познати таму во Африка како племе. Да. Тие се таму зборуваат англиски? Да, зборуваат сите англиски.
не се како сега да ги кажам, не се вистинските масаи, затоа што вистинските масаи се малце понецивилизирани. Тие се оние кои Овие што се за шетат туристи. сликање, овие се за туристите, да, за сликање. Масаи по Алиекспрес. Да. Ме стаje пали. Да, овие се за туристите. Добро. И ова ми е омилена слика, тоа ми е сликано во Дојран, во Николич. И баш ја памтам сликата со брат ми, едва стигнавме до ова мостче. Као ке многу треви имаше, не знаевме како да стигнеме, а јас бев, викам, че морам, викам, нешто да снимам, некој коверче правев за Инстаграм. И као сакав таму нешто на вода, сонце, залезот на сонцето, нели како. И едва издржавме да затоа што не беше и баш стабилно. Убави се тие плаже, ма убави се. Да. И викам, ај барам да се сликам. Еве. Ова ми е посебен настап. Ова искрено сакам да го објавам и да ги поздравам фудбалски клуб Јенимале од Битола. Вакво нешто ми се нема десено во животот. Бев поканата на нивна приватна забава. Чекав да почнем, као ми кажа малце покасно, имаше предгрупа. И буквално кога станав имав репертоар дадено, лист со кои песни треба да станам да настапам. Океј. Станав првата песна оваа да е добро и некако како сите беа на страна. Викам сега знаеш како што се дешава, како нешто не им се допаѓа. Као нешто кај ми замина, знаеш, сите како се повлекоа. И наеднаш од позади, од позадгрб, сите као извадија ружи бели, почна да фрлат на кај мене. Значи тоа ми беше толку добив моментов трема, се најжив цела, не знам како испеав, ама буквално презадоволна од дечките и благодарам многу. Да, супер. Добро, одиме со фотографиите од професорот Кирил да погледнеме што е тука издвоено, да споделиме нешто. Аха, добро. Јас први мора да напоменам дека јас не ги бирав вие фотографиите, туку бев зафатен со припремите со Сандра, не ги прати. Припремите за изложбата. Сите да дојдете, значи во петок во 19 часов во Чифтево. Ова е монографијата што ја пишува за Друштвото на ликовните уметници на Македонија. Кој што е формирано конкретно 44 година, кој што е најстарото професионално еснавско движење во Македонија. Не е ова баш многу Длум, Друштво на ликовните уметници. Овдека отварам изложба. Тоа е Тања Балач, можете да видите една добра македонска уметница, која што Убав наслов. Да, Displaced, тоа е едно од раселени, значи еден циклус на кој што таа работеше повеќе години, беа тоа неколку изложби, ова е последната со која што заврши циклусот, беше поставена во Музеј на Македонија. Тоа беше дали минатата лето. Може и по косата да ми се види дека по 7 од тие претходните кои што ги отвора. Кој што после тоа беше однесена таа изложба и во Брисел. Тања е една од нашите најпознати и најприфатени уметници. Ова е некоја стара фотографија од научна конференција за Лубарда пред многу години. Мислам дека ова беше дали во Нови Сад или во Белград. Скопје има многу интересна поврзување со Петар Лубарда, кој што е еден од главните уметници кои што ја носат. Сега ќе ве прашам баш зошто Лубарда? Ја носат таа модерната и современата уметност во Југославија уште на почетокот на 50-тите години. Првата уметничка изложба после земјотресот е изложба на Лубарда. И не само што е таа првата, туку сите дела што биле пратени во изложбата, тој после тоа ги похнал на градот. И Музеот на современа уметност има, мислам дека бе 54 негови дела, кои што се од таа изложба и после тоа кои што тој ги донирал. И во Домот на армијата има една огромна зидна слика негова. Значи има една необична колекција која што тој самиот ја правил за да остави не само на градот на Скопје, туку и на македонскиот народ. Така да поврзувањето Лубарда и Скопје е исклучително моќно. Дајте друго да видиме што одбрале. Ова е исто некој отварање на изложба. Ова беше Славко Јановски и малку необична, значи не негова изложба заедно со скулпторските дела на
Леле, сега ќе се убијам, не можам да се сетам. Отиде паметот. Да. Значи, од тие отварањата на изложба претпоставам дека повеќе такви. Ова е Ова биде промоција за време на ковид, гледате како работат. И тогаш има- И тогаш, значи, со тие Сите мерки кои што беа. Да, работата не престанува. Да, работата не И престанува. ова е од тој делот од ковид, каде што студентите ми се качува на глава што правите професоре, тие пошто сите предавања ни беа онлайн. Онлайн, да. Да, па морав со нив да се сликам со во тој момент работев за некој текст за италијанска ренесансна уметност. Па се што ми беше Убаво потребно. сте ги мотивирали. Све што ви беше требаше при да се рака, мотивираат. ставите околу вас. Значи ќе ги убиам тие што ги бираа фотографиите. Ова не се гледа, тоа е татко ми. И Линка, значи неговата супруга, мајката на брат ми. Јас сум тој позадина тамо кој му што му пресечена главата од неговата, мислам, последна изложба што ја правевме во културно-информативниот центар во Скопје пред пајаги години веќе. И јас според Мартиновски бев многу задоволен, значи, со таа изложба. Тоа беше изложба на почетоците на Мартиновски, значи од 918, 19, 31 еден период за кој што не го знаевме доволно, кој што беше поставена таа изложба исто во просторите на Националната галерија на Македонија и бев исклучително задоволен со тоа како пројде. Јас и Мартин тука заедно, гледате колку се смеам. Да. Да, еден негов. А ова не знам што е. Тоа гледам. Гледате во некој, изложба, да. И некоја изложба. Добро, ви благодарам многу, ете. Иако Да, не сите ги одбравте поврзани вие, со онако што ни го работа. да, поврзани, да, така ни ги испратија, но ете, беа интересни оние податоци кои што ги споделивте, да сепак ги знаеме, да ги погледаме фотографиите од господинот Питер. Че ја избрав компилација со семејството. Ако? Зошто? Бидејќи имаме специјална пригода, мислам, причина, јубилеј за тоа. На 2 мај одбележавме 20 години брак со сопругата. Честито. Среќа. Честито. И после 28 години познавање, јас викам, ќе имаме тука некои фотографии и други, дека изгледа некој роден ден на синот, препоставувам. Да. Мислам дека има и други фотографии од периодот од кога сме биле помлади и денешно време. Јас викам, сме тргнале острастени љубавници, сме станале најдобри пријатели, другари. Веројатно за 20 на години ќе станеме брат и сестра, а за 30 на години ќе останеме само сестри. Отприлика така ќе биде изработа. Така да, да, овде сме, не знам кај, овде сме во некој, не знам на кој место, али од период кога сме биле доста помлади. Некој не обожаваме да обично патуваме во природа и обожаваме се шетаме низ Македонија најчесто или Балканот. Не е на одмет на друго место, но Македонија ни е омилена. Кое е те место ви е омилено? Не ви се па позна завршен. Секаде, да. Најмногу во природа сакам. Во природа, да. Дојран ни е најомилен. Планините Пошто го некоја? покажавте, нек ни беме во Дојран. Значи омилен ни е Дојран, некако и климата, и задоволството, и енергијата, полнење батерии. Едноставно за неколку часа се полнат батериите, како да си неколку години на одмор. Барем ние така се чувствуваме. Инаку нема места кај не се движиме. Да. Тоа се пред повеќе години кога го земавме Медо во нашето семејство. Добро име сте му избрале. Да. Да, Тоа кој за сакам жал да не е со нас сега, меѓутоа беше Шарпланинец првак, беше? да, беше шампион на Македонија со најголем раст на млад шарпланинец. Го одгледувавме и го чувавме во Крушево, во детското моралиште. И ова е таму сликано. Децата се посебно приврзани со животните и сопругата. Сопругата е најголем мислам, љубител на животни. Дома имаме и мачка Моли, Така. која е газдарица на домот, буквално смисла на зборот. И куче Пафи, Бишон, кој е на некој начин како поттечко на Моли. Пошто мачка наредува и се уредува дома. Така да цело име сме Значи со може маче ова. и куче заедно. Ова е
сакав да прикажам дека жена ми, за разлика од мене, си го живее животот. Обожава да биде по кафани и по забави. Со жива музика најмногу. Бидејќи јас се занимавам со политика и со сериозни теми, имам ограничено движење и по кафани, меѓутоа и ограничено однесување. Так. Она нема причина за тоа и се радувам што не успеам да ја потиснам да се повлечи од она кое што го сака. Живо кој го сака таа. Да. Бидејќи ние политичарите сме инфлуентни малце и траеме проблеми. Ова некаде сопругата вози на млади години кога се родил малиот. Таа е опасен шофер, вози прекрасно и одговорно. И ова слика е некаде на пат низ Скопје препоставувам. Пошто таа е, јас помагам, морам да се пофалам. И јас сум дел од таксистите семејни, ги разнесувам децата на активности на се, ама 80% е она. Дали е англиски, дали е глума, дали е спорт, пливање, фудбал или било што и да е активности, дополнително образование, што и да е, Така. 80% го покрива она, и јас се трудам и успевам до некаде. Ова е периодот кога сме биле веројатно љубавници посериозни, на некој настан некаде, кога сме биле доста помлади. Мислам дека бевме на некој именден, само не се сетам точно каде. Сега сме драстично поразлични нормално. Али, ако гледам на нас за 20 години, поминавме одлично. Ова е кога Нусето магистрираше деловно право. Така. Овека бранеше магистерска теза и е доста успешна во работата. Работи како републички регистратор, овластено лице во Централниот регистер на деловно право, баш на тоа што има струка. И мислам дека е задоволна од професијата и многу е посветена на работата. Јас менувам работни места често, таа го има, ова е второ работно искуство, од 2006 до денес е статична таму. Да. Јас од 2006 до денес имам сменато преку 7-8 работни места. Че имаме сериозна дискрепанца во поведението на нас двајцата. Да. Колку денеска, споменавте порано дека во минатото сте можелите поразлично се држите, колку денеска наоѓате време да најдете оддишка од на темпо кое што го имате? За жал се помалку. Нели, живееме заедно, се обидуваме да ги поминуваме викендите заедно најчесто, особено со децата, да пропатуваме некаде. И сега проблемот е што керката веќе не дружи и не сака да доаѓа со нас. Многу сме досадни. Синот е веќе на пат да му досадиме. Доаѓа во годините кога стануваме ептен досадни. Да. И веројатно за некоја година ќе се шетаме сами. Добро, тоа се природни циклуси. И по местата низ Македонија, затоа што децата растат, си го земаат својот пат. Да. Јас се радувам што е така, што успеваат да се земаат свој пат. Замисли да не е така, мислам, страшно. И вака преку недела утринско кафе гледаме да имаме задолжително наутро, па макар да станеме порано. Го пиете заедно? Да. И потоа заменувате работи. Навечер да останеме покасно за некој разговор. Ми помага за некои административни работи најчесто. Пошто е многу попедантно мене со документација. Јас сум по-расфрлан. Кај мене работното биро е секојаш полно со хартија. Не се знае што каде, јас тоа се снаоѓам најлесно, а оно е обратно од мене. Така да, некој начин се надополнуваме прекрасно. Да, одлично. Професоре Кирил, каде вие си наоѓате оддишка? Тоа е исклучително тешко прашање. Па добро, дали сакате да заминете надвор од градот, можеби во природа, имате некој каче каде што сакате има такви, значи, места, меѓутоа најмногу одишка кога играм шах. Тоа е, значи, одеднашка сите проблеми. Ти закажувам партија. Добро. Одеднашка сите проблеми на светот ги снемува, живееш, екзистираш во еден тотално абстрактен простор, во една абстрактна ситуација која што си има своји закони кои што никој никогаш не може да ги прекрши.
И нервирањето е само за сопственото нервирање. Јас не сум доволно добар или видиш што глупост направив. Нема некој друг да ти соли памет или да те да те повредува. Да. Тоа е на дедо ми обилената на волкот си е му е дебел вратот зашто сам си ја врши работата. Во шахот точно е така. Точно е така. Ти си одговорен за све, тоа е своето и Кој потез ќе си го повлечеш, одговорноста ќе си ја сносиш? да. А она другото, мислам, тоа природата за која што веќе зборевте, мислам, ќе видиш зелено, посебно веќе во Скопје. Да. Ние претходно и за тоа малце неврзано се. Да, зборувавме колку ги градот претходно имаше многу повеќе Зелени зелена површини, површина, да. сега како да сме повеќе во бетон. Сега сме во бетонска джунгла, така да било како бегање вон Скопје, значи гледањето, плакнењето на очи со нешто зелено е. Па дури и на сега водно нешто. само да се Дури и на качиме што водно, ни е значи, најблиску. одеднашка ја снемува таа негативната енергија. Така. Сања, дали ви имате можеби некое друго хоби? Еве, доколку не би се занимавали со пеење, дали можеби нешто друго сте размислува да работите? Можеби да бидете педагог, можеби не знам да Што не, сега за сега, сликарка. сега за сега естраден уметник, пеачка, кога ќе престанам, се надевам на струката медицинска сестра, исто и мајка ми е. Иначе да се надополнам со времето, исто хоби ми е да шетам по природата, исто јас имам кученце Бишон. Така. И стално сум Како се со вика неа. твоето? Женка ли е? Женка. Готово договараме и брак. Значи Пошто Пафи е подготвен за женење. Ништо, јас пондурки чекам. Одеш поклон. Мојот дел од дружбата да одеш поклон. И така го најчесто си го губам времето со неа. Преубава како да кажам, вентилација ми е со неа, се так на ништо не Некако мислам. доста се популарни оваа раса на кучиња. Да, Или да. сте ли И преубави израчување се. што се Многу добри, се не? паметни, Трето- многу се трето мили. дете. Трето дете? Да, комплетно. Значи она бара 100% грижа и внимание повеќе од децата. Така. Добро. Ќе погледам на тебе и ќе прашам, само јас сум овде кај сум мачки. Па не, јас сум па мачки. не има и добро, мачки имам куче. две. Така е, да. Колку мачки Кирил имате? Па две, мајка Две? и син, Мајка Мари и и син. Томислав. Да, и таа е веќе во години се осеќа дека Така? понека, да, по-споричка, а и овој има веќе 8-9. Да. Мачор. Да, убаво. Супер, ви благодарам што еве ова утро бевте со нас, што најавивте убави настани секако и Сања ти кој што најави она кое што дополнително ќе го работиш, ние ќе го проследиме, секако и ќе го споделиме. Ви посакувам успех, секако почитувани гледачи ви поканувам Благодариме. уште еднашка на сите овие настани да ги посетите, убави денови, викенд, прошитајте, споделете и секако уживајте во она кое што ќе ни се случува во главниот град.